Не, Скопје вечно ќе биде инспирација за мене, нормално, затоа што сум роден во Скопје, моите родители се родени во Скопје. Едноставно се чувствувам ја како некој последен мохиканец што се грижи за ова Скопје. Џабе живиш у Скопје е напишано на скопски, Цепај сине е напишано на скопски, Торонто Експрес е напишано. Јас некако гаам култ кон тој дијалект или, сакаш кажи, сленг или јазик. Дури представата Торонто Експрес е на еден лајт скопски дијалект. Не е затворена приказна и никогаш нема да биде затворена. Пак ќе се врати и скопскиот хумор и скопскиот јазик во некој од следните мои дела што веќе се подготвуваат. Дефинитивно ние имаме дупка во историјава огромна. Значи, уопште не посветуваме внимание. Може посветува Институтот за национална историја како фактографски еден пристап на све. Меѓутоа, личностите од нашата историја се непознати за македонецот. Апсолутно непознати. Јас имам овие две дела, едно 30-40 лика обработено, што никој не ни знае. Може ги слушнал, али едноставно мора да се вратат тие на сцена, тие да бидат нашите херои, нашите идоли, нашите узори на младиве генерации. Ја пред да почнам да ми дојде, да пишувам, да се осмелам, да имам храброст, да бидам предизвик, да добијам и одговорност, јас знаев за Гоце колку и секој друг обичен македонец. Тоа се 3-4 случаи од неговиот живот. Влегов сериозно, со читање на сите негови книги, со гледање на сите документарци, со навлегување во неговата психа и тука таа имагинација и еден емотивен пристап што го имам јас разработено, кај што го имам прикажано Гоце како човек со сите негови мани и дуплести, даваат една литературна димензија на книгата што спојот помеѓу фикција и реалност е невидлива. Едноставно, ние никогаш не сме го знаеле Гоце ни како размислува, ни кои се неговите дилеми во животот, стравови и така натаму. И многу е различно, нема допирна точка. И покрај тоа што Торонто Експрес се базира на моја книга, моје дело, тука го направивме сосема поразлично, друга форма, друг равен лик. Меѓутоа, театарот дава интеракција со публиката, јас со читателот немам интеракција. Јас само можам да предпоставам кое чувство ќе го побудам кај читателот. Ќе ми пишат во пост или на мејл и тоа е се. Овде го чувствувам секое дишење на секој гледач. Ја таа представа сум ја гледал преку 30 пати. Секогаш е различно. Едноставно тој фидбек што го добиваш од публиката, со смеење и со плачење, нормално, таа е една од ретките кај што и се смееш и плачеш во една представа, е ненадминливо чувство. И факт е дека предизвик ми е пишувањето на драми и така да во фаза сум на пишување на нова една. Наредното е во годиниве што следат, сигурно ќе има една историска фикција, тука се чувствувам на своја почва, едноставно како риба во вода, една сериозна историска фикција за еден настан, воопшто не опфатен во нашите ни учебници, ни историја, кај што е голготата на македонскиот народ, а паралелно работам и на драма со 7 лика, една убитачно смешна комедија, као што беа на времето Болва во Солунски патарди и слично.